Лесно е да препознаеш дела. Овие дела се реализирани проекти и реформи кои не приближуваат до членство во Европската Унија и НАТО. Македонија е насочена по патот да биде член на Европската Унија и НАТО. А тоа е еден од клучните фактори поради кои голем број на странски инвеститори не препознаваат како добра бизнис дестинација. Затоа паралелно ќе продолжиме со економскиот развој и со процесот на приближување на Македонија кон ЕУ. Работиме и ќе ја постигнеме целта. Македонија да стане рамноправен член на европското семејство. На патот кон Европската Унија ќе продолжиме да градиме надворешна политика која го почитува мислењето на своите граѓани. Дипломатија која ги штити македонските интереси и го промовира нашиот идентитет. На патот кон ЕУ мора да продолжиме со посветена работа. Да продолжиме со реализација на клучните проекти кои ќе придонесат за развој на Македонија. Само така ќе изградиме Европска Македонија. Затоа, ќе продолжиме да го поддржуваме домашното стопанство со стотина нови мерки, создавајќи поволна бизнис клима и со најпогоден даночен пакет во Европа. Странските инвестиции продолжуваат да доаѓаат. Бројот на нови работни места се зголемува. Затоа во овој мандат ветуваме нови 64.000 работни места, со кои стапката на невработеност ќе ја намалиме на 22%. Ја продолжуваме поддршката кон земјоделието. Во следниот наш мандат, земјоделците ќе добијат нови субвенции во вредност од 600 милиони евра. Патната инфраструктура не ја забораваме. Продолжуваме со 3 клучни автопатски делници: Кичево-Охрид, Миладиновци-Штип и Демиркапија-Смоквица. Ќе изградиме нови 132 километри автопатишта и ќе изградиме пругата кон Бугарија, што ќе придонесе за полесна поврзаност и развој на нашата земја. Гасификацијата на земјата ќе биде проект кој ќе донесе корист за целата земја и ќе ги намали трошоците во сечи семеен буџет. Продолжуваме по проверениот пат. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.